Полни ходници со болни деца. Слика карактеристична за работен ден, а не за викенд. Во клиниката за белодробни заболувања Козле само до пладне имале над 100 прегледи, што укажува на масовно ширење на грипот и останатите респираторни инфекции. Капацитетите се исполнети и има 80 пациенти кои поради компликации се под постојан болнички надзор. Мешањето е најголема причина за заразување од грип, така да самите прослави си го направија своето. Скоро сите дечиња се со високи температури, и до 40, траат долго време, со кашлици, кај некои дечиња се јавуваат и компликации, со воспаленија на белите дробови, бронхити, некои побаруваат и болнички третман. Моментално ни се скоро целосно исполнети капацитетите во нашата болница, значи чуваме по некои места за оние најтешките болни деца кои што треба да легнат. За сезонскиот грип доктор Несторов вели дека многу повеќе се шири годинава и дава висока температура што најмногу ги плаши родителите. Пациентите кои бараат лекарска помош во Козле се од доенчиња до деца на школска возраст. И оние со тешка клиничка слика се на кислородна поддршка. Моментално има 6 дечиња со потреба од кислородна поддршка, тие дечиња имаат потреба од кислородна поддршка поради пообилно воспаление на белите дробови, каде што паѓа на кислородна сатурација и ние даваме субституција на кислород за да се одржува нормална кислородна сатурација кај тие дечиња. Освен во Козле, гужви и голем број на хоспитализирани болни деца со компликации од респираторни инфекции има и на клиниката за детски болести. А дека грипот веќе има регионална распространетост покажува извештајот на Институтот за јавно здравје. Во последната недела од 2025 биле пријавени 771 случај, што е за 2,5 пати повеќе од претходно анализираниот период. Околу 250 од овие случаи се деца до 14 годишна возраст. Сања Димитровска, Сител телевизија.